Источниот плански регион, како регион на УНЕСКО, има историска можност овој факт да го искористи за силна промоција на домашно и меѓународно ниво. Штипскиот обичај четрсе и драмчанското орокопачка нематеријални богатства, веќе впишани на репрезентативната листа на УНЕСКО, му ја даваат оваа предност на регионот. Ова посебно го потенцираат експертите кои работеа на стратегијата за развој на туризмот на источно-планскиот регион. Како културни елементи и содржина која би можела да биде значајна и привлечна од туристички аспект за источниот плански регион е доминацијата на атрактивности кои се ставени на листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Во последните 2 години Република Македонија имаше честа да впише 3 добра на листата на нематеријално наследство на УНЕСКО: обичајот четрсе, орото копачка и гласоечкото пеење. Од нив, обичајот четрсе и орото копачката се практикуваат како изворни токму во источниот плански регион. Но освен овие веќе заштитени нематеријални богатства од УНЕСКО, во овој регион се чува и обичајот мартинки, кој е дел од 4-та мултинационална апликација поднесена до УНЕСКО. Во која Република Македонија, заедно со Романија, Бугарија и Молдавија, го предлага за заштита обичајот со мартинките, кој најмногу е зачуван во околината на Штип, Берово и Делчево, а особено во Пијанечката област. Од тука не би била претенциозна забелешката дека источниот плански регион би можел да се третира како регион на УНЕСКО и како таков, покрај Охрид, е единствен на територијата на Република Македонија. Во акцијскиот план на стратегијата за развој на туризмот на источно-планскиот регион се дадени 85 мерки, предлози и иницијативи за развој на туризмот на Истоков, но како овие мерки и оваа стратегија да не останат само на хартија. Постојат многу препораки во усвоената стратегија за развојот на туризмот на источниот плански регион. Главната визија на стратегијата е регионот во следните неколку години да создаде препознатливи туристички дестинации со производи кои ќе се базираат врз природното и културното наследство на регионот, како и традицијата на луѓето кои живеат тука, прилагодени секако кон барањата и потребите на современите туристи. Инаку, источно-планскиот регион во декември лани ја донесе стратегијата за развој на туризмот за периодот од 2016 до 2025 година, каде се лоцирани над 600 вредни локалитети и можности за развој на 30 потенцијални видови туризам. Дали општините од Истокот ќе умеат културното и природното наследство да го стават во функција на економскиот развој, останува на капацитетите на самите општини.